во првичната анализа одлуката што беше донесена во Министерството за здравство беше да третманот на пациентите биде во 3 скопски болници. Во Свети Наум Охридски, во 8 септември во клиниката за пластична хирургија. Оваа одлука беше затоа што проценката беше дека овие 3 болници се со најсоодветен капацитет, човечки и друг капацитет да одговорат на потребите на повредените. После следуваше обука за физикалната терапија за рехабилитацијата на пациентите, при која се заклучи дека заради комфорт на пациентите физикалната терапија треба сепак да се одвива во Кочани. И тоа беше промена значи ние немавме план во старт дека активностите ќе ги правиме во целост или делумно во Кочани, бидејќи спрема нашите сознанија одговара капацитетите што ги имаме таму кај што имаме тимови на пластични хирурзи, анестезиолози и физикална терапија. Тоа се 8 септември, Свети Наум Охридски и клиниката за пластична хирургија. Како заврши обуката на 45 лица за физикална терапија, од кои 10 лица се откочени, беше заклучено дека сепак оваа физикална терапија мора да се одвива во Кочани. И соодветно на тоа се промени оригиналниот план. Значи тој план се менуваше од започна физикалната терапија таму и се воочува недостатоците како што се решаваа од. Денеска мислам почна реконструкцијата на одеот кој е 350 метри квадратни за да се стекне. Ова зборуваме за Кочанската општа болница. И во оваа фаза веќе има одлука сите други фази да се организираат во општата болница во Кочани, бидејќи праксата покажа дека доаѓањето во Скопје создава дополнителен притисок и врз повредените и врз семејствата на повредените.